денешниот настан опишан во евангелската перикопа која читавме, изобилува со символики и со пораки кои што не ја изгубиле својата актуелност до ден денешен. Ќе се задржиме на неколку од тие символики и пораки. Прво, веројатно, повеќето од вас знаете како бил односот на јудејците и самаријаните по времето кога Христос ја извршувал мисијата на земјата. Самаријаните биле сметани за нечисти од страна на јудејците, затоа што се мешале со незнабожниците. И затоа дури и не комуницирале јудејците со самаријаните. И затоа многу чудно било што Христос разговарал со оваа самаријанка. Дури таа се зачудила кога Христос се обратил со зборовите дај ми да пијам вода. Па му вели: Господи, како ти јудеј зборуваш со мене самаријанка, бидејќи се знае каков е односот. Но Христос продолжува и понатаму да зборува со жената и во нивниот разговор се открива простодушност на новаа жена самаријанка, која сушност и имала потреба од таков еден разговор. Секој од нас има потреба од духовен разговор. Но се испоставило дека таа жена е всушност една од многуте кои што ќе го примаат христијанството, ќе го прифатат Христос Месијата, меѓу првите од оние што не биле од еврејскиот род. И гледате, Христос и вели: ако знаеш кој е тој што ти вели дај ми да пијам вода, ти сама би побарала од него жива вода која тече во живот вечен. Но во првиот момент не го сватила тоа жената самаријанка, што значи да ја даде жива вода. Па вели: Господи, ти немаш со што да нацрапиш, од каде имаш ти жива вода? И тогаш им го објаснува Христос писмото, односно Словото. Словото е самиот Христос, второто лице од Светата Тројца. И тој Христос, тој Логос, стана Диалогос, односно Бог стана. Зашто всушност е жеден Христос? Жеден е за нас, за нашите битија. Жеден е за нашата добра волја. Жеден е да ја возвратиме љубовта Негова, да му ја возвратиме не затоа што тој има потреба од нашата љубов, туку затоа што ние сме создадени од љубов и создадени сме за живот вечен. И токму за тоа жеден е Христос. Затоа што диалогот, односно комуникацијата на човекот со Бога беше нарушена со нашиот прародител Адам. И сега Христос се овоплотува, Словото, Логосот, повторно доаѓа за да стане диалогос, за да ја воспостави таа комуникација, таа врска на човекот со Бога. Прво во самиот себе, затоа што второто лице, Словото, приби човечко тело. За нас богови да не направи. Богови по благодат секако, не по суштина. По суштина само Света Тројца, Отецот и Синот и Светиот Дух се Бог по суштина. Но нас да не направи богови по благодат, а тоа значи да не направи вечни битија. Да се соединиме со Бога. Затоа е жеден Христос.
за таа комуникација наша со него, за да бидеме повторно во него и за да бидеме вечни. И жената, кога ја разбрала поентата на комуникацијата на Христос со неа, тогаш и се исповедала, кога Христос и рекол: донеси го и твојот сопруг, твојот маж, да ви дадам жива вода. А таа се исповедала и кажала дека нема маж, но досега со 5 мина била. И овој, кој што сега и е маж, Христос вели не ти е маж. Што значи дека жената живеела некој неморален живот, но Христос тој го открива, а таа се согласува со тоа и се кае. И оди и разгласува на сите во градот да дојдат и да видат со кого Христос, со кого таа комуницирала, и тие навидом нечисти незнабожци самарјани дошле и разговарале со Христос, а Христос останал 2 дена според зборовите на евангелистот во тоа место. И многумина поверувале на неговите зборови, како што се вели понатаму во Евангелието. И велат потоа на жената: не веруваме сега само затоа што ти ни кажа за него, туку веруваме затоа што самите лично се уверивме дека ова е Месијата. Гледате, апостолите подоцна кога се вратиле и кога виделе дека Христос разговара со самарјанката, се зачудили и тие, бидејќи многу необично било тоа во тоа време. А Христос им говори за мисијата на црквата. Вели, нели кажувате дека за 3 месеци треба да биде жетвата, а јас ви говорам, подигнете ги очите своји и видете ги нивите, побелеле, готови се за жетва. Тој е символите која Господ ја потребува за оние народи кои што се подготвени да го примат Словото Божие. А во овој случај тоа биле самарјаните. Тие се таа нива побелена, готова за жетва, како што се покажале и се покажале многу поприемчиви за вистината отколку некои евреи кои што им се стврднале срцата, па секој збор Христов го сметале за непочитување на законите еврејски. И затоа Христос ги праќа и апостолите на жетва, односно да го проповедаат Словото Божјо, да ја проповедаат вистината. Навистина, многумина од тие што поверувале, били и незнабожци, се покажале многу поверни од оние кои што од почетокот го слушале Словото Божјо. И како и многумина други, и ова Света Фотина, самарјанката која прва разговарала со Христос, пострадала маченички за вистината. Да се пострада за вистината, треба човек на вистина да верува во тоа. Не може човек со лабилна вера, со нецврста вера да го даде животот свој за Христа. На тоа не учат овие примери. Како и денешната светителка која ја славиме, светата великомаченичка Ирина. И таа
претрпела големи страдања за вистината, и тоа уште во првите векови. И таа го дала животот свој за Христа. Меѓутоа, ете, и тоа е едно сведоштво за воскресението, за општото воскресение на сите нас. Света Ирина не ја нашле во гробот, кога после будена го откопале гробот. И тоа е сведоштво за воскресението и за оние кои што со вера ќе пристапат кон Бога и заради таа вистина и животот свој ќе бидат спремни да го дадат. Тоа се примерите кои треба да ги следиме, драги браќа и сестри. Не биле тие луѓе над луѓе, не биле нешто повеќе од нас. И тие носеле тело како и нашето, и тие се бореле со слабостите и со страстите со кои што и ние денеска се бориме, но се покажале верни на Бога и се покажале цврсти во верата, како и светата Фотина Самарјанката, така и светата великомаченичка Ирина, која од повеќе цареви и кнезови била мачена за да се откаже од Христа. Но помила им била вистината и да пострада за вистината и за Бога, за да го наследи животот вечен, отколку да се откаже од животот вечен заради овој привремен живот овде на земјата, кој што ете може да трае и 100 години и нешто повеќе од 100 години, но сепак е со рок на траење. Но она што ќе го стекнеме овде во животот, а тоа е верата и љубовта кон Бога, тоа ќе го пренесеме и во вечноста. Тоа нема да има смрт. Духовните способности кои што ќе ги стекнеме овде, примајќи го Христа во себе, тоа е бесценето и тоа со ништо материјално од овде не може да се купи и не може да се плати. А она пак што Христос ни го дава само затоа што ќе бидеме во Негова заедница, тоа на вистина е само дар од Бога на кој што можеме само да заблагодаруваме целиот наш живот. Ни го дава вечниот живот, ни го дава Царството Небесно, ни ја дава таа безгранична заедница со Него. Е заради тоа време и да се пострада овде во животот, и да се претрпат искушенијата кои не наоѓаат, и да се бориме со нашите духовни слабости, со физичките слабости и страсти. Заради тоа вреди да се живее и да се бориме. А пак секако знаеме дека Господ ќе го изводи по големиот дел од патот, за да притрча и да не прифати во својата преградка. Не можеме самите сигурно да се избориме со своите слабости, но треба да ја покажеме нашата волја, да тргнеме по тој пат, да се бориме, затоа што многу пати го имам повторено ова, Христос нема сам да направи наследство врз нашата слободна волја и да не спасува и да не заштитува од нас самите или да ни помага во борбата со нашите страсти и слабости насила. Само ако покажеме наша волја, а тоа е да бидеме послушни на црквата. Кога црквата благословила да се пости, да постиме секој според своите можности, според благословот кој ќе го даде црквата. Да се молиме, да доаѓаме на литургија, да се исповедаме, да бараме духовна подкрепа од духовниците, од свештениците и да се причестуваме со едниот свет Господ Исус Христос, со телото и крвта Негови.
Тоа е она што е потребно во животот да се направи. Тоа е најважната наша задача овде на земјата. Она што го работиме, за да заработиме некој денар, за да јадиме, да можеме да се облечеме, или за некои други материјални потребштини, тоа Господ знае дека имаме потреба и тоа секако треба да го работиме. Но најважниот настан за нас е сега овде, што се случува во овој момент, а тоа е литургијата. Ова е Царство Небесно. Ова е парче небо на земјата. И овде сме сигурни. Сигурни сме затоа што сме во преградките Христос. А нема нешто посигурно од вечниот Бог. Зашто и да се патиме во овој свет е со минлив рок на траење. Само Царството Небесно е безгранично и безконечно. И нашиот Бог. Затоа, возлюбени во Господа, браќа и сестри, имајте го ова предвид. И имајте ги предвид овие светители кои што ги спомнуваме денеска. Светата великомаченичка Ирина и светата маченичка Фотина, кои што животот го дадоа, иако жени со женска природа, но покажаа машка храброст, сведочејќи го Христос и вистината. На такви личности да се угледаме, за да можеме да примиме благодат од Господа, за да не подкрепи во животот, да ни помогне во искушенијата кои не снаоѓа, за да одиме во вистинскиот пат, кој води во Царството Небесно, која го очекуваме да дојде сега и секогаш и во вековите на вековите. Амин.
Митрополит Скопски архиепископ Охридски Македонски на Јустинијана Прима Стефан и од епископски, свештенички, свештеномонашки, дјаконски, монашки чин, да го спомне Господ Богу своето царство постојано, сега и секогаш, и во вековите на вековите. Амин. Архиерей Святото е, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Благочестивиот и победуван народ наш, Христолюбивата војска, и вторите приложници, крстувачите, пејачите, помагачите во овој свети сечестен храм, и сите вие кои дојдовте на ово божествено тајноводство, и сите кои благословени причини не се присутни, за здраве и спасение чедата Божи, Габриела, Иларија, Вера, Александар, и сите оние кои беа повредени во несреќата во Кочани, сите порано починати отци и браќа наши со надеж на воскресение и живот вечен, новопредставеното чело Божјо Марија, да ги спомне Господ Бог во своето царство постојано, и Бога, и во вековите на вековите. Нашите души мирно светот просиме
ми од Господа. Останатото време од нашиот живот да го видиме покаяние просиме од Господа. Јасни крај нашиот живот безболесно поставен ти и да даде говорот на страшниот Христос просиме. Мајки од пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица, нашата Богородица и секоја Дева Марија, Пресвятая Богородице, спаси нас. свети и самите селедени и силата на живот на Христа, Бога да го предадеме. Koji zaradi nas ugljedu i zaradi našeg spasenje, sleze od nebesata i se Bog vodi od sveti od ruki Marija Deva i stana čovek. I veše raspon zaradi nas po vreme to nam potiski od Pilat i stradaše i veše pogreban. I voskrsna od treti od devis, pored pismotom, i se voznese na nebotom, i se odnesno na oca. I bakte dojde su slava, da ih sudi na živite i na mrtvite, i njegovo to carstvo ima kraj. I posvetio Duh Gospod, koji život tvori, izrekla od Otca, na kogu se poponupame, i go slavite zajedno s Otcom i Sinom, i koji govore o teku prorocite. I koja je sveta, soborna, apostolska crkva, ispovedame na krštenje, za prostupanje na grehovite, koji čekamo spjesenije to na mrtvite i život otvoriti od greka. Amin. Zastane dobrodostojne su stradavimame, sveti odmilne da doprineseme.
не подигне и остапи да прави седо, дека намерно нас не води Твоето царство и народа. За сето тоа Тебе ти благодарим. И на единородниот Твој Син и на Духот Твој Свет, за сите знаени и незнани видливи и невидливи добродела што ни се направи. И благодарим и за ова литургија за која не држеше достојни од нашите рази да ја примиш, иако пред тебе стојат илјади аркангели, илјади ангели, херувими, серафими, жертвоствени ругути кои лепнат крилати. Победната песна, пејте ја, возвикувајте, извикувајте и говорејте.
10 злато подесне и правилно да управува со словото на Твојата вистина. Најна престолни го Господи, преосветли од Тебе прошмарјот и дари Господа, своите смерти, сломиот цел серце, радовече, правилно да ходи со словото на Твојата вистина. Дай ми својата уста и едно срце, да го славиме и пееме се честно велико вековно име Твое, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вековите на вековите. Да бидат милостите на великиот Бог и Спасителот наш Исус Христос, со сите вас. Откако ги исполнавме сите свети, па ги пагоме да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Ангеле светиот, светиот и честитател, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Ангеле любивиот Бог наш, откако ти ги примилостне, светно небе се Христове жртвени, како благопријатна духа милостта и истот и божествената благодат ни дадот на Светиот Дух, да се помолиме. Господи, помилуј. Откако изпросивме со единување во верата и заедница со Светиот Дух, самите себе да љуби силата живот на Христа, Бога да го предадеме. Јудостоје, Владико, со смелост и неосудно да стреме да те повикуваме, Тебе небесниот Бог Отец и да го молиме. Отче наш, и си на небесите, да святится имя Твое, да биде царствие Твое, да биде воля Твоја, јако на небеси и на земји. Хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам долги наши, јако ќе ги оставляем должником нашим. И не доведи нас во искушение, но избави нас од лукавого. Пресветлое царство Твое, силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Мир на сите. Славите ваши преклонители, Господа. Благодата и добрите, и човеколюбието на единия Твој Син со помощ и благословие со пресветлите благ и жртвори Твоето, сега и секогаш
Со страх Божи веруј во Христа пред Те.